Многу неизвестности, многу проблеми ќе предизвика потегот на Владимир Путин. Продажбата на газ да го услови со купување со руски рубли. Во земјите од Европската Унија се вклучи алармот, но засега нема единствен став околу одлуката на шефот на Кремљ. Таа е спротивна на актуелните договори. Рускиот газ да се купува во американски долари, но проблемот е што ќе се случува доколку стане и оперативна. Во таков случај притисокот ќе биде кон државите од Европа, кои повеќе или помалку директно се зависни од руски газ. Едногласната одлука против би значила и заострување на економската војна, но дали тоа е возможно и да се случи засега тешко е да се предвиди, сметаат експертите. Европските држави реагираат дека тоа е кршење еднострано на договорите. Али очигледно е дека Путин сака да ги ослаби санкциите. Германија над 60% увезува газ за своите потреби, Италија увезува негде околу 1/3. Америка е енергетски речиси независна. Путин сака да го спречи падот на рублјата, кој што изгуби многу од вредноста од 24 февруари наваму. Така што ситуацијата е многу нејасна. Ако состојбата ескалира, проблемот ќе стане сериозен и за Македонија, која целосно е зависна од рускиот газ. Најлошото сценарио би било Русија да ги затвори вентилите, но не помалку и самата купопродажба да биде во рубли, што значи и дополнителни трошоци за компаниите. Истото ќе важи и за Македонија. Во прашање е само што ќе се добие со цените и преку вреднувањето на валутите, не само преку директното зголемување на цените на енергетиката. Значи да купува, да плаќа со долари, со евра, затоа што со денари не може да плати. Доларите и еврата кои што ги поседуваат нашите компании, да ги разменат за рубли, па со рубли да ги платат набавките од Русија. Во меѓувреме, официјална Москва соопшти дека нема отстапување од планираното. Портпаролот на Кремљ изјави дека и Бугарија ќе мора да плаќа во рубли, но не и Србија која има посебен статус. Во меѓувреме се огласи австриската групација за нафта и газ ОМВ, која најави дека ќе продолжи да го плаќа рускиот газ во евра, а не во рубли. Украинскиот министер за надворешни работи пак Димитро Кулеба ги предупреди државите на Европската Унија да не потклекнуваат пред руските барања. Вели дека тоа би било понижувачки доколку некоја европска држава го направи тоа. Инаку Русија состави список на земји непријатели, што се совпаѓа со земјите кои воведоа санкции поради инвазијата на Украина. На листата се наоѓаа Соединетите американски држави, членките на Европската Унија, потоа Велика Британија, Јапонија, Канада, Норвешка, Сингапур, Јужна Кореја, Швајцарија и Украина.